Создавањето автопортрети стана начин за Пии Гурдем повторно да се поврзе со своето тело и со своите граници, откако доживеала траума во детството. Уште од рана возраст, таа имала тенденција да ги оттурнува болните емоции од себе, наместо директно да се соочува со нив. I was assaulted quite young, and then there was several instances through my teen years. I wasn't heard or supported in the ways that I needed to be, which meant that I just bottled everything up. Пии, која сега е во своите 30 години, е на терапија и ја користи креативноста како дел од процесот на лекување. Терапевскиот процес за неа бил поприлично исцрпувачки. Таа е подготвена и јавно да го сподели своето патување кон закрепнувањето. I would just full-blown sobbing, convulsing body cry trying to talk about anything when I first started. I found it hard, to find someone that felt comfortable and aligned with me and felt like there was that understanding and comfort and non-judgment as well. Низиниот длабок ангажман во уметноста, инспириран од бујната природна околина на тропскиот Дарвин, и помогнал да се ослободи од зависност од алкохол. Со години, таа и незините блиски се плашеле дека можеби нема да ги доживеат своите 30 години. Со поддршка од незината сестра и блиските пријатели, Пии успешно се изборила со траумите и сега е решена да живее исполнет живот и да напредува.